Предлог закон за регистар на задолжително социјално осигурување по скратена постапка со европско знаменце. Меѓутоа, пред да почнам со материјална расправа, морам да ви се обратам вас, моментално председателе на комисијата, и да се ова, колку и заменикот министер да не убедува дека имате добри намери, дека со ова ќе се подобри животот на граѓаните во Република Македонија, дека ќе имаме една централна управа, едно централно место, база, каде што сите податоци за осигурениците ќе бидат. Колку и да сакате да не убедите дека ова е за добробит на граѓаните, не можеме да веруваме. Ни ние, а ни граѓаните. Зошто? Прво, го носите дневниот ред на мускули, на сила, а ако се сеќавате еден закон ваков на Комисијата за европски прашања и вие реагиравте заедно со нас, филџани и тацилета за вака насилно носење на дневен ред. Па имајте малце трпение, послушајте не. И процедурално што имаме да кажеме и како расправа. Зато, председателе, немој да заборавате некои факти. Вие бевте дел од тие што излеговме и што се побунивме за носење на насилно носење на дневен ред. За малку ќе бевте вие жртва од тој настан. И се заборавивте. Не сакате да не слушните, да искажиме свое мислење, туку веднаш насила да се носи дневниот ред. Веднаш од старт сенка на закониве што се носат денес. Еве, јас ви верувам, најдобра намера имате. Секаде во светот, во многу земји развиени европски е така. Централно место каде што ги има сите податоци за еден осигуреник со ID, number, да има увид граѓанинот во своите податоци за даноците кои што ги плаќа кон државата, ама од старт насилно носење на дневен ред. Закон, почитувани граѓани, кој што има 50 членови. Тие го карактеризираат како закон кој што не е обемен и не е сложен. Баш е обемен и сложен. 50 членови нов закон. Трето, ЕУ знаме. Се повикувате еве на дека сте имале за овој закон консултација со комори, со организации на работодавачи. Па сега ние пред неколку дена зборувавме за данокот за солидарност, каде што се кренае коморите, кои што наводно ги консултирате еве при носење на законите. Ништо до вас не е допре тоа. Знаете што напиша комората, се обрати до нас Стопанската комора, до пратениците, за користењето на ЕУ знаменцето? Рече вака, ќе парафразирам. Или администрацијата која што дава ЕУ знаменце во министерствата, за жал не ги разбира ЕУ регулативите и тешко нам, значи ова се нивни зборови, каква администрација ќе не носи во ЕУ. Прво, или второ, многу добро ги разбира, ама сака да манипулира. Ова се зборови на вашите партнери. Оти кога ви одговара, ви се партнери. А кога не ви одговара, на мускули, носење, насила, ќе се изгласа тука, ете така работите вие. Така да со самата постапка, со самото ова насилие кое што го правите, веќе се создава сомнеш дека овде нешто не е како што треба. Ако вие и за овој закон, и за вториот закон кој што е на дневен ред, имате честни намери, ќе ги пуштите во редовна постапка, ќе ги донесите овде, еве, представници од организација на работодавачи, од комори, да го кажат своето мислење, своето задоволство. А не вака, најбрзо можно, најскратено можно, денес еве на Комисијата за труд и социјала, утре на Комисијата за европски прашања, да се донеси и веднаш нешто не штима. Сегашниот викате оценка на состојбата, сегашниот систем за регистрација и евиденција на задолжителното социјално осигурување е неконзистентен и неефикасен. По 7 години на власт, почитувани граѓани, оваа влада констатира дека сегашниот систем
за регистрација и евиденција на задолжителното социјално осигурување нити конзистентен, па нити ефикасен. И тука е, да не се повторувам и да не го читам, бидејќи горе-долу и министерот го прочитува и во ведниот дел од образложението за оценката на состојбите во областа што треба да се уреди со овој закон. Значи, од кога ова власт заклучила дека ова е неефикасно, дека многу институции се повторуваат во надлежностите, па има и паралелизам, одлучува да формира една така наречена управа, која што нема да биде правно лице, туку ќе биде во рамките на Министерството за труд и социјална политика, каде што практички, јас вака го разбирам тоа, и така би требало да е, сите информации од сите други државни органи, министерства, Управа за јавни приходи, Министерство за здравство, Фонд за пензиско осигурување, инвалидско, сите податоци ќе се следат во една база на податоци. Вие рековте дел од вработените ќе превземите од министерствата, меѓутоа не кажавте една многу важна работа, а тоа е како е таа управа ќе биде формирана, дека ќе има директор, дека тој директор ќе треба да назначи некој што ќе го заменува кој ќе отсутен, односно ќе има заменик директор. Директорот ќе го назначува владата, така? И нешто што мене вака најмногу ми падна во очи кога го разгледував овој закон, бидејќи нели спомневте и вие, практички носиме вака на мускули еден закон, на брзина, да помини пошто пото, ама ќе важи по 2 години дури. И вие рековте дека, еве да ви веруваме дека да, министерствата, иако сите знаевме и знаеме дека се неефикасни и неажурни, ама ќе им треба цели 2 години, шо ќе им треба 2 години? Комплетно базата може да се преде во централната база. 2 години припреми ќе им треба. Овде структура, па имаше интересно нешто за директорот на управата, потребни компетенции кои што треба да ги има, само да има завршено факултет 7-1, односно 240 кредити. Нити шо образование и да има 10 години работно искуство на 5 години на раководна позиција. Нити по-конкретно објаснување, значи фака теоретски може да биде и електроинженер. Може да биде и машински инженер, некаде да биде на раководна позиција и да има 5 години раководна позиција и 10 години стаж. Нити нешто по-конкретно е напишено кои компетенции треба да ги има директорот. Практички овие сите сегашни институции кои што располагаат со овие информации ќе бидат наречени агенти на ова управа, односно регистрациони агенти, надежни за регистрација во овај регистар. Така? Замениче? Значи, сите институции што се моментално располагаат со овие податоци ќе бидат регистрациони агенти за ова управа нова. Оно што паѓа во очи, а што не го споменавте во вашето образложение, е следно. Значи, сега споменувате, имаме пари од Светска банка, ќе правиме централен регистр, централно место за податоци за осигурениците, а што ќе се случува во меѓувреме? Значи, ќе си се подготвуваат министерствата, ама не спомнавте дека член 35 предвидува едно работно тело за имплементација. Уште едно. Да. Работно тело, кое што во овие 2 години министерот со решение формира едно постојано работно тело, е тоа за имплементација на регистерот, составено од координатор и 8 членови со мандат од 5 години. И овде се напишани кои се членови ќе бидат во тоа работно тело. Работното тело ги врши следните работи: дизајнирање, имплементација и континуирана оптимизација на регистерот.
Значи, тоа работно тело, составено од членови кои што ќе бидат по еден од министерствата, од управата за јавни приходи, треба да дизајнира, имплементира и континуирана оптимизација да прави. На што? На софтверот? Ете недоречености. И така, тука се наредени низа на активности на тоа работно тело, анализа на сите процеси и функционалности, генерирање и прочистување на податоците, следење на промените и подготовка и анализа на целокупната регулатива, креирање на деловни процеси за имплементација на регулативата, подготовка на предлози за промена на регулативата и други регистри и евиденции и други стручни активности поврзани со. Ама што е овде многу интересно, дека покрај ова тело пак министерот можел да формира и други стручни работни групи и комисии за потребите на работното тело. Добро, луѓе, криза сме, комисии, тела вакви, па малку било 8 члена, па плюс можела министерката да ангажира дополнителни. Зошто цело ова го кажувам? Бидејќи јас вака ја гледам вашиот начин на ставање на дневен ред на овие закони. Зедовте пари од Светска банка и сега имате уште неколку месеци како да ги спокрадете. Ете тоа е. Бидејќи Македонија нели од сите тука земји во регионот е најголем, најмногу злоупотребени пари од европските фондови, прва е Македонија. Значи ова не го зборувам напамет, со податоци, е така? Инаку, да се носи закон кој што ќе важи по 24 месеци, по цели 2 години, на ваков начин, без никаква поширока дебата. Иако, еве, намерата ќе речам, и јас сум да има централна база на податоци, и јас да си имам идентификационен број, според кој што ќе можам да влезам во базата и да си видам во секој момент колку пари сум платила за здравствено, за пензиско, колку имам стаж и така натаму. Знаеме дека навистина граѓаните имаат проблем со податоците. Имаме случаи кај што години не се плаќало здравствено осигурување и пензиско. Тоа е така. Ама вашата намера не е честна. Не е честна. Тврдам дека сте неспособни ова да го направите и дека само сега ова работна група во наредниве неколку месеци ќе си прави одредени состаноци као нешто тука прави работи, ќе се делат парите од Светската банка, од проектот кој што го викавте. Иначе колку сте неспособни ми текна само вака една компарација сега. Некти си играше фудбал Македонија и Италија, бурно реагираа италијанските фудбалери за теренот како изгледаше. Бе еден терен во 7 години на трева не можете да одржите. Не, софтвери ќе правеле, базата на податоци ќе ја правеле централна. Неспособни сте едноставно.